Што има ново? Што има ново? Во Што има ново разговараме со Лимко Бејзаровски, председател на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. На што најчесто се жалат граѓаните во однос на дискриминација сторена од државни институции? Постапување дискриминаторско во повеќе области, а најчесто е политичката дискриминација. Таа е една од најсериозните и најтешките форми на дискриминација и потешка е за справување со таа, бидејќи доаѓа од силната страна во општеството. Тие што до вчера доаѓаа кај нас, поднесуваа представки, за кои комисијата постапуваше многу одговорно и денес се во друга улога, меѓутоа нашето постапување не ја менува својата политика, стратегија и начин на работа, се однесува еднакво кон сите граѓани, независно кој е на власт. Тоа во минатиот период сме го докажале, така ќе продолжиме да работиме. Голема полемика во јавноста предизвика последната одлука на Уставниот суд за укинување на одредби на неколку закони, правилници и методологијата за планирање на вработувањата во јавниот сектор, поврзани со уставниот принцип на правична и соодветна застапеност или така наречено популарниот укинување на популарно наречениот балансер. Какви се последиците од укинувањето на овој механизам и дали може ова да предизвика дискриминација по однос на правичната и соодветна застапеност на заедниците во земјата? Балансерот е активна мерка која им помага на граѓаните да ги остварат своите гарантирани права согласно Уставот во оние делови каде што државата, односно власта, се однесувала инфериорно. Државата проценила дека има потреба од активна мерка балансер, но тоа не му дава право никому да го злоупотребува тој балансер. Има право државата тој балансер да го анализира и ако одлучи може да го укине, може да го продолжи и може да го измени. Така да тоа право државата реално го има, но заштитата од дискриминација по однос на еднаквоста, односно етничката еднаквост и понатаму што е обврска на народниот правобранител, меѓутоа комисијата е отворена, доколку има представка, добивале вие представки? Доколку комисијата добие представка по однос на етничката застапеност, комисијата многу одговорно ќе постапи кон ова прашање и ќе донесе соодветно мислење, односно ќе даде своји препораки за исполнување на таа празнина. Досега комисијата има добиено представки по одредени повреди на прашања кои засегаат етнички популации во Македонија и има донесено неколку мислења и препораки за отстранување на таква нееднаквост. За жал, морам да потенцирам дека со поголеми тешкоти се реализираат повредите, меѓутоа оваа држава има можности, има отвореност да ги реши проблемите со поголемо инсистирање на органите. Комисијата има голема одговорност во општеството. Резултатите од нашиот труд и напор се заедничко дело на сите нас. Доколку се вклучат сите механизми во државата, може да има резултат и во оваа област и во сите останати области. Би сакал да ве прашам и околу тема што е актуелна во последно време во јавноста. Повеќе граѓански организации реагираа на предложените измени на Законот за основно образование од страна на Министерството за образование и наука, со кој во членот за заштита од дискриминација се отстрануваат дискриминаторските основи род, сексуална ориентација и родов идентитет, а во предлогот и фразата родова еднаквост е заменета со зборовите еднакви можности.
законот по кој што постапува вашата комисија ги предвидува сите овие основи. Ќе се случи ли некаква колизија, односно законска неусогласеност доколку се прифатат оваквите измени, особено имајќи предвид дека и Европската комисија и европските институции инсистираат законите во земјава да бидат усогласени со Законот за спречување и заштита од дискриминација. Комисијата многу внимателно го следи ова проблематика. Дел на мои колеги учествуваа во расправата за оваа тема во Министерството за образование и наука. На таа дискусија мислењето на моите колеги беше дека не треба да се задира во промените по основ на овој вид на дискриминација. Меѓутоа, ние, согласно нашиот закон, имаме отворен модел. Затоа ни дават право да постапуваме и по други основи. Тоа и по други основи можеме да го примениме во секој момент. Да ве прашам во однос на образованието. Често слушаме и во медиумите и во јавноста за повеќе наводи за дискриминација и етничка дискриминација и сегрегација во образовниот систем. Имаше одлука и на наш суд во однос на сегрегација која што е сторена во Основно училиште во Битола и во Основно училиште во Штип. Што треба да се направи за да се надмине ова прашање, бидејќи сегрегацијата е голем проблем. Затоа известуваат и повеќе извештаи и на меѓународни, но и на домашни организации. Со задоволство можам да истакнам дека нашата држава има квалитетни закони. Меѓутоа, од формален, законски, правен, политички аспект. Меѓутоа, од материјален аспект, стварно, вистински, за жал, не кореспондира со она што е прокламирано во законите, во политиките, практиките. Ваквите појави се чуваат долго време во лушпа. Доаѓаат од образовни институции, од институции за кои човекот не може и да се надева дека такво нешто може да се појави, од кој очекуваме ние напредок во интелектуалниот дел, во образовната сфера. Меѓутоа, за жал, постојат такви моменти каде што и за нас е изненадување. До оваа година имавме воено училиште во општина Сопиште, каде што учениците од турската и македонската националност 14 години не се сликале на исто табло. Тој проблем го решивме на база на разбирање со одговорните на општината. Има и други такви несакани постапувања во други краеви на Македонија, сегрегација на ромите како што е во поголем дел на турски населени места низ Македонија, кои имаат проблем, и то сериозен проблем со водоснабдување, со канализации, со асфалтирани патишта, значи со огромна заостанатост постои, каде што не можат, стартната позиција не е еднаква во надпреварувањето, и во соработка со државните институции ние се надеваме дека ќе најдеме решение за сите отворени прашања што тангираат граѓаните и јавноста на оваа држава. Добро, во однос на состојбата со дискриминацијата во областа на јавното информирање и во медиумите. Според Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, представките за дискриминација по овој основ се втори по бројност, по оние за дискриминација во областа на работните односи. На што најчесто се жалат и што вие забележувате како најчеста појава на дискриминација по однос на медиумите и јавното информирање? Медиумите и јавното информирање е на сериозна област, каде што ние сме постапуваме и ќе постапуваме секогаш кога ќе има представка. Јас можам одговорно да кажам дека имам причини со кои
можам да делам задоволство од соработката со медиумската сфера и можам да делам незадоволство. Тоа го покажала праксата поради постапување на одредени новинари. Например, имаше една представка кога експониран политичар негираше постоење на етничка популација, и то сериозна популација во државата. Новинарите не се извинија, иако утврдивме дискриминаторско однесување и на медиумската куќа, и на политичарот. Потоа, делам искрено задоволство од соработката, затоа што ипак тоа е еден културен, еден образован дел од ова општество, каде што и тие, како и нас, заедно се бориме за еднаквоста и недискриминацијата во општеството. Новинарите се борат да допринесат во дело на еднаквоста на нивни начин, ние на свој начин. Меѓутоа, целта ни е заедничка, државата да ја направиме поубава, релаксирана, еднаква за сите граѓани, прифатлива, атрактивна држава, да го намалиме процесот на иселување, да биде државата привлечна и за оние кои се иселиле, кои сака да се вратат, да творат нова поднебие, да успеваат тука, да бидат задоволни и така натаму. Спомнавте иселувањето. Колку влијае дискриминацијата во општеството на тоа луѓето едноставно да бидат, како да речем, разочарани од тоа што им го пружа државата, бидејќи има нарушување на нивните права по повеќе основи. Почнувајќи од работните односи, пристапот до работа, нееднакви услови за живот, дискриминација во образованието, во медиумите, ја спомнавте политичката дискриминација, имаме дискриминација етничка по однос на родова припадност, сексуална дискриминација, колку ова влијае луѓето едноставно да им дојде преку глава од се и да решат да си одат од државата. И што може да се направи да се надмине оваа состојба? Иселувањето е појава која загрижува во нашата држава и таа ја сретнуваме низ науката поради два аспекти. Едниот аспект е поради атрактивни причини во некоја дестинација која нуди убави услови, и втората е поради неатрактивни услови во државата во која живееме. Појавата на дискриминација и нееднаквост е една голема причина за масовно иселување, односно отворање на процесот на иселување од нашата држава Република Северна Македонија. Да не се лажиме, да бидеме искрени дека со формално прикажување на нештата дека се добри, со закони, со практики, со политики, кои не се искрени, кои ја прават државата и граѓаните нееднакви, тоа е силна причина која не и тоа како предизвикува масовен процес на иселување. Не постои посилен аргумент од нееднаквоста и дискриминацијата што силно влијае во процесот на иселување. Тоа било долго во минатото, тоа е и сега. Секој кој го занемарува ова прашање е непријател на оваа држава. Само со добри политики, искрени политики, отворени политики кои нудат еднаквост на граѓаните, можеме државата да ја направиме привлечна, атрактивна, сакана од сите нејзини граѓани и со тоа драстично ја уверувам и вас и целата македонска јавност дека ќе се намали многу процесот на мигративни процеси од Македонија. Господине Бејзаровски, ви благодарам многу за учество што има ново на Институтот за медиуми и аналитика има. Ви благодарам и вас. Што има ново? Што има ново?